Илон Маск објави дека Тесла ќе започне со користење на хуманоидни роботи наречени Оптимус во своите фабрики во 2025 година. Првично, роботите ќе бидат произведувани во ограничени количини за внатрешна употреба, со планови за масовно производство за други компании до 2026 година. Оптимус беше првпат представен во септември 2022 година, а следната генерација, Оптимус Gen 2, беше откриена минатата година. Овие роботи се дизајнирани да извршуваат повторливи и опасни задачи во фабриките, со цел да го заменат човечкиот труд во такви услови. Маск предвидува дека до 2050 година хуманоидните роботи ќе бидат присутни во секој дом. Тој верува дека напредокот во вештачката интелигенција ќе овозможи роботите да извршуваат домашни задачи, како што се готвење, чистење и грижа за луѓето. Овие најави од Маск укажуваат на брз напредок во роботиката и вештачката интелигенција, со потенцијал да го трансформираат начинот на кој живееме и работиме во наредните години. Француската национална железничка компанија започна пилот проект наречен Solveig, со цел да ги претвори неискористените железнички линии во извори на соларна енергија. Тестирањето се одвива во техничкиот центар во Ашер, близу Париз, каде што се користи систем базиран на контейнери со соларни панели кои се поставуваат директно на неактивните шини без потреба од големи градежни работи. Овој систем е модуларен, мобилен и реверзибилен, што значи дека може лесно да се инсталира и демонтира по потреба. Прототипот на системот, развиен од Ареб, подружница на француската национална железничка компанија, вклучува 8 соларни панели, инвертори, батерии за складирање и опрема за монтирање. Целиот систем е сместен во стандардизирани јос контейнери, што овозможува лесен транспорт и брза инсталација. Панелите се поставуваат на шините со помош на телескопска рака и не бараат трајни темели или градежни работи. Овој пристап минимизира влијанието врз животната средина и овозможува флексибилна употреба на системот. Целта на проектот е да се испита колку чиста енергија може да се произведе преку повторна употреба на големи делови од железничката инфраструктура. Француската национална железничка компанија има амбиција да инсталира 1000 мегавати фотонапонски капацитет до 2030 година. Ако овој модел се покаже како успешен, може да се прошири низ целата железничка мрежа на Франција, што би представувало значаен чекор кон намалување на јаглеродниот отпечаток во транспортниот сектор и зголемување на употребата на обновливи извори на енергија. Доколку тестирањето биде успешно, француската национална железничка компанија планира да го прошири овој модел на други неактивни железнички линии, идентификувани преку соларно мапирање. Ова би овозможило локализирано производство на обновлива енергија, која може да се користи за одржување на железничката инфраструктура или за снабдување на локалните заедници. Проектот Solveig представува значаен чекор кон одржлива мобилност и енергетска ефикасност во железничкиот сектор.